Бројни реплики, контрареплики, процедурални забелешки, меѓусебни обвинувања и на денешната расправа во собранието по предлог законот за употреба на јазиците. Ставовите на пратениците не променети. За пратениците од опозицијата предлог законот е неуставен и спротивен на Охридскиот рамковен договор. Бараат поширока јавна дебата и негово повлекување за да биде доработен. Според пратениците од парламентарното мнозинство пак, законот за јазици е во согласност со уставот и обезбедува целосна граѓанска еднаквост. Пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски на денешната расправа обвини дека законот се носи за да се прикријат нелегалните тендери и криминалите на двајца градоначалници и функционери на ДУИ. Гласачите да размислат дека во моментот кога тие имаат поважни потреби од работни места, од подобро здравство и од подобро образование и подобри училишта и подобри студентски услови, некој правел незаконски тендери, правел корупција, земал пари за вработувања или што и да е, и се води случај преку тие институции за овие луѓе. И затоа се носи сега овој закон во собрание, за да се создаде магла, за да се покријат овие криминали за кои што веќе се води истрага. На обвинувањата на Милошовски реагираше Артан Груби од ДУИ. Според него пратениците на ВМРО ДПМН изнесуваат невистини против неговата партија, единствено поради тоа што ДУИ го откажала договорот за коалиција на 29 јануари. Преку злоупотреба на говорницата на собранието, на флагрантен начин се обидува да измислува против Демократската унија за интеграција и во недостиг на храброст тоа да го направи надвор од залата, криејќи се под имунитетот на пратеникот, тој и другите пратеници на ВМРО ДПМН продолжува да измислува за Демократската унија за интеграција. Единствена причина за нивното поведение е одлуката на ДУИ на 29 јануари да ги однесе во опозиција. Општата собраниска расправа за законот за јазиците продолжува и неизвестно е колку ќе трае со оглед на големиот број пријавени пратеници за збор од опозицијата.